Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Со порастот на температурите на воздухот зачестија случаите на индивидуални или групни труења со храна. Лекарите апелираат за внимателност при изборот и ракувањето со храна, за да се спречат инфекциите поврзани со храната во летните жешки денови. Зачестија случаите на индивидуални или групни труења со храна со порастот на температурите на воздухот. Поради тоа лекарите апелираат за внимателност при изборот и ракувањето со храна, за да се спречат инфекциите поврзани со храната во летните жешки денови. Како што ни изјави специјалистот по хигиена и здравствена екологија при Центарот за јавно здравје Тетово доктор Ратко Давидовски, придржувањето до така наречените 5 клучеви за побезбедна храна може да не спаси од летните неволји со дигестивниот тракт, без разлика дали сме дома или некаде на летен одмор. Летните жешки денови многу им погодуваат на растот и развојот на бактериите и појавата на популарните труења со храна, односно алиментарните токсикоинфекции или интоксикации. Неколку практични совети би кажале, а во рамките на 5 клуча за безбедна храна. Како прво, многу можеме, ако се придржуваме до овие клучеви, можеме и самите да придонесеме за да не се развијат бактериите во овој период. На прво место е одржување на лична и општа хигиена. Колку банално да звучи, од нашите надзори што ги вршиме по објекти, се повеќе и повеќе приметуваме дека луѓето забораваат не да ги мијат, туку и како да ги мијат рацете, така да би апелирале на пофреквентно миење на раце почесто, а исто така и на приборот и опремата со кој се служи. Храната треба добро да биде сварена, особено месото, живината, јајцата и морската храна. Нивната термичка обработка треба да трае доволно долго и да биде над 70 степени Целзиусови. Второ правило е оделување на сировата од подготвената храна. Кога зборуваме тука, мислиме и сирова храна која различни типови на месо, месо од живина, месо од јунешко, свинско да бидат посебно оделени и секогаш на најдолниот дел од фрижидерот, на долните делови од рафтовите и секако да бидат во пластични или било стаклени садови. Приготвената храна да биде на најгорните рафтови за да нема вкрстување помеѓу сировата и приготвената храна, односно контаминација една со друга. Купувањето безбедна храна подразбира внимавање на рокот на употреба, но и на начинот на чување на истата. Месо, млеко и јајца секогаш треба да се купуваат од места каде се чуваат во разладен уред, никако од тезги. Треба да се избегнуваат, а особено во лето, кремови, сладоледи и храна која содржи свежи или недоволно термички обработени јајца. Температурата во фрижидерите да биде некаде околу 5 степени. И 5 тоа, ако не е и најважно, користење на безбедна вода за пиење и свежи суровини. Кога зборуваме за безбедна вода за пиење, мислиме на вода што е адекватно каптирана, адекватно дистрибуирана и пред се дезинфицирана. Морам да напоменам и за во овие жешки денови за изборот на сировини за приготвување на храна. Пред се тука мислам на овошјето и на зеленчукот да се свежо да се земе, да нема оштетени делови и истото да се мие внимателно и свежо да се приготвува. Докторот Давидовски апелира граѓаните да не користат храна која е променила својата боја, мирис, вкус и изглед, да се избегнува тешка, масна или конзервирана храна, а особено да се внимава на оштетени, надувани или оксидирани лименки и конзерви. Новиот кружен тек кој се гради кај Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец ќе биде изграден месецов. Ова сообраќајно решение, според општинските власти, ќе го ублажи сообраќајниот хаос кој се создаваше на улицата Иво Лула Рибар.
Кружниот тек е државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец со една коловозна лента со широчина од 5 метри. Според општинарите се гради по сите стандарди и по него може да се обраќаат и камиони и автобуси. Сообраќајните експерти советуваат кружните текови да бидат позастапени во градот, да ги заменат старите семафори кои се постојано во дефект. Така би се намалиле гужвите на раскрсниците, но и би се заштедиле пари од општинскиот буџет, кои се трошат при честите поправки на семафорите. Значи, ако не функционира светлосната сигнализација, тогаш да се оди на други. Ние имаме 3 места сега кои се готови за да се исклучат светлосната сигнализација и да се направат овие кружни токови, кои во аспект на безбедност на сообраќајот од тој аспект се многу подобри. Еве едната е тука пред нас на факултетот, тука нели на државниот универзитет, кај што таа према Брвеница што оди патот, таа и простори има и све има и никој таму не размислува да го направи тој кружен ток и еден да речеме една точка конфликтна што се настануваат тука нели тие сообраќајки заради зелено, црвено и жолто светло, да ја исклучиме. Тоа може да го направиме. Така, може да се направат вакви, значи кружни токови таму према Борис Кидрич и таа е празна, нели може да се направи Борис Кидрич со она вртењето и има простор доволно. Значи може да се направат тие работи. Не барат многу средства, но бараат што бараат? Бараат професионално однесување према областа што ја покриваат стручните луѓе во општина Тетово кои се соработници на градоначалничката Теутариф. Не може да бараме ни од Теутариф и да знае сообраќај како се уредува во Тетово. Затоа има заposlени таму што примат плата, треба да ја предложат, да ја припремат документација, она да бара пари за да го реализира тоа. Од општина Тетово велат дека засега имаат само идеја да направат уште еден кружен тек на улица Индустријска кај мостот на реката Пена. Но реализацијата на овој проект ќе зависи од финансиите, кои за вакви сообраќајни решенија треба да се издвојат од општинскиот буџет. Полицијата изврши контроли колку пешаците во Гостивар и Тетово ги почитуваат правилата и прописите. Дел од граѓаните кои беа фатени во прекршок ќе треба да плаќаат казни, додека дел ќе посетуваат часови по сообраќајна поука. Пешаците се најдоа во фокусот на сообраќајната полиција во Гостивар и Тетово. Полицајците вчера контролираа колку граѓаните ги почитуваат правилата кога се движат по улица како пешаци. Во тетовската акција биле откриени 18 прекршоци. На 10 пешаци изготвени им се прекршочни платни налози и тие треба да платат глоба од 35 евра. 8 поминале со писмено предупредување. Гостиварската акција резултирала со парични казни за 11 пешаци. Други 6 граѓани кои ги прекршиле правилата се задолжени да посетат час по сообраќајна поука. Од СВР Тетово потенцираат дека во наредниот период ќе организираат слични активности во функција на поголем ред и безбедност на пешаците. Потсетуваат дека за непочитување на прописите глобите се движат од 30 до 50 евра, зависно од видот на прекршокот. Врзано со сообраќајот, полицијата вчера регистрирала и незгода на регионалниот пат Гостивар-Чегране. БМВ со странски таблици што го управувал 26 годишникот Чајле загубил контрола, излетал од коловозот и удрил во 2 бетонски столба. За среќа немало повредени, додека материјалната штета се проценува на 90.000 денари. Полицијата утврдила дека причина за излетувањето на возилото била пребрзо возење. 6 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди во првото 6 месечие од годинава на Тетовското подрачје. Околу 300 лица се здобиле со телесни повреди, а била причината и материјална штета. Во првите 6 месеци од оваа година на поширокото Тетовско подрачје се случила вкупно 351 сообраќајна несреќа, или 43 повеќе во споредба со истиот период лани. Во 5 однев животот го загубиле 6 лица, наспроти минатата година, кога е регистрирано само едно загинато лице. 22 несреќи завршиле со 29 тешко повредени, а 138 со 257 лесно повредени лица, додека во 186 била причинета само материјална штета, во вкупен износ од над 15.600.000 денари. Најмногу од несреќите во овој период се случиле на тетовските улици, како и на регионалните патишта Тетово-Пирок и Тетово-Волковија, но и на автопатот Тетово-Гостивар, односно Тетово-Скопје.
Во овие несреќи покрај другите учествувале и 48 возила со странски регистарски таблици, додека најчести причини повторно се неприлагодена брзина според условите на патот, неправилно вршење дејствие, недржање страна, непочитување првенство и така натаму, информираат од СВР Тетово. Во изминатите 6 месеци најмногу сообраќајни незгоди биле регистрирани во понеделник и петок, и тоа во периодот од 14 до 20 часот, кога е и најголема фреквенцијата на ова подрачје. Она што е карактеристично исто така е дека се откриени поголем број лица кои ги управувале возилата без дозвола, најмногу во јуни 232 и март 186, како и значителен број возачи почетници кои не ги почитувале ограничувањата за оваа категорија учесници во сообраќајот и возила со истечена регистрација до и над 30 дена. Полицијата пронајде огнено оружје во домот на двајца браќа од тетовското село Доброште. Едниот од нив е осомничен дека ги одгледувал пронајдените стебла канабис сатива завчера. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера наутро извршиле претрес во домот и помошните простории во тетовското село Доброште на 24 годишен жител и на неговиот 1 година постар брат, поради сомнение дека се инволвирани во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, како што соопшти СВР Тетово при претресот, реализиран со судска наредба. Пронајден е пушко митралес со дрвен кундак и реденик од 50 на сантиметри со 2 куршуми, калибар 7,62 мм. Пронајденото е фотодокументирано и подигнато за вештачење, а двајцата браќа се лишени од слобода и задржани во секторот за внатрешни работи Тетово. Разговарано е со нив и вчера попладне се пуштени. Според сознанијата на СВР Тетово, еден од браќата ги одгледувал 8 пронајдени стебла завчера, најверојатно канабис сатива, кои биле засадени на нива во местноста Орман, 6 во земја и 2 во пластични кофи. Стабилно и суво време придонесе за оптимални услови за жетва изминатава недела. Агрометеоролозите прогнозираат погодни услови и во наредниот период. Стабилното суво и топло време во изминатава седмица придонесе за оптимални услови за жетва кај есенските посеви, особено кај јачменот. Локалната појава на дожд проследена со невреме на одделни места за момент ја прекина жетвата и не предизвика пореметување на жетвените планови. Според советникот за агрометеорологија при секторот за метеорологија на Управата за хидрометеоролошки работи Ангелко Ангелевски, и во наредниот период стабилното и суво време е она што им треба на земјоделците во овој период, каде жетвата е на прво место пред сите култури. Тоа според прогнозите ќе го имаат и наредната седмица. Температурите на воздухот од околу 35 степени се во границите на просечните за овој период, така што истите ќе придонесат за нормален развој на пролетните индустријски, житни или градинарски култури на отворено, а едновремено и нормален пораст на бобиците кај виновата лоза и зреење на средните сорти на овошки. Според последните согледувања од терен, состојбата е стабилна и добра, а како на дополнување се и одличните приноси кај житните култури, едни од највисоките во последните години, сметаат експертите. Инаку што се однесува на прогнозите на синоптичарите, следува период на претежно стабилно и топло време со пораст на дневните температури, кои до средината на наредната недела на повеќе места ќе надминуваат 35, а во југоисточниот дел од земјата ќе достигнат и 39 степени. В недела и понеделник во попладневните часови се очекува локален развој на нестабилна облачност со услови за пороен дожд и грмежи. Од втората половина на наредната недела температурата ќе биде во опаѓање, а ќе има и нестабилност со пороен дожд и грмежи. Најмалку 12 полицајци се убиени, а 6 мина се повредени во текот на протестите против полициското насилство во Далас. Погодени се и двајца цивили. Снајперистот кој по нападот се забарикадира во гаража според дел од медиумите во Соединетите Американски држави е мртов. Напаѓачот кој имаше престрелка со полицијата и беше забарикадиран во катна гаража во Далас се самоубил. За сега нема официјална потврда од страна на полицијата на ваквата информација, инаку напаѓачот претходно се фалел дека на секаде во гаражата и во центарот на Далас се поставени бомби, соопшти шефот на полицијата Дейвид Браун, додавајќи дека полицијата постапува многу внимателно за да не ги загрози жителите од околината. Тој информираше дека се уапсени 3 осомничени лица, од кои една жена. Таа била
била фатена во гаражата во која се забарикадирал четвртиот осомничен напаѓач. Едно лице само се пријавило во полицијата откако била објавена негова фотографија, но подоцна е ослободено. Повеќе стотици луѓе вчера демонстрираа во Далас против полициско насилство врз афроамериканците. Во вторникот и средата двајца црнци беа убиени за време на полициски интервенции. При крајот на демонстрациите снајперистите отворија оган и убија 12 полицајци. 6 мина други, како што соопшти полицијата, се повредени, од кои двајца тешко. Погодени се и двајца цивили. Полицискиот шеф Браун соопшти дека двајца снајперисти пукале од повисоко и стрелите доаѓаа од покривот, рече еден од учесниците во протестите за телевизија. Полицијата ги повика демонстрантите да го напуштат реонот, пошто изби паника. На протестите имаше црнци, белци, латино, секакви, вели еден од учесниците во протестите. Одеднаш се слушна истрели. Мислевме дека пукаат во нас, изби тотален хаос. Очевиде се од еден хотел го има снимено еден од напаѓачите. Кога му се доближи еден полицаец, тој буквално го елиминираше. Изјави Исмаел Джизус, чии снимки беа објавени на CNN. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Во попладневните часови се услови за развој на нестабилна облачност, со локален поруен дожд и појава на грмежи. Утринските температури се движеа од 16 до 19, а дневните од 20 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Попладне променливо, на повеќе места ќе има нестабилна облачност, со порен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Утринските температури ќе се движат од 15 до 19, а дневните од 21 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Тоа беа сите информации во денешното издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.